Почитувани граѓани, истите градоначалници се избраните функционери со кои располага СДСМ. Овие имиња се доказ дека во СДСМ се применува кронизмот. Тоа е практика на пристапност при доделување работни места и други предности на доверливи соработници, особено во политиката и меѓу политичарите. Кронизмот е спротивно на меритократија, во која назначувањата се вршат исклучиво по квалификација. Политички, кронизмот се користи за да имплицира купување и продавање на услуги. Уништени општини, нереализирани проекти и незадоволни граѓани е резултат кој го направија градоначалниците на СДСМ. Со именувањето на овие луѓе за втор мандат, СДСМ го покажа своето вистинско лице. Сите 35 имиња досега се луѓе кои ги прати неработење и скандали. Перцепцијата за Шилегов е дека досега е најнеуспешниот градоначалник на град Скопје. Велимир Смилевски има 0% реализација од ветените десетина носечки проекти за бутел. Ацо Велковски, познатиот градоначалник на Лозово, е познат по неколку работи: мобинг, општинска лотарија која случајно заврши во рацете на неговата ќерка и по тоа што најверојатно отсуствувал од работа 185 дена. Константин Георгиевски, добро познат како човекот во чиј мандат во Охрид се изградија дивоградби и истите не беа стопирани. Борче Георгиевски во Гази Баба не понуди ниедно решение за проблемите на граѓаните. Овие имиња и сите останати се уште еден показател дека Заев и Социјалдемократскиот сојуз ќе ја бараат довербата од граѓаните со старите, истрошени и неподобни кадри. Не нудат ништо ново. Почитувани граѓани, изборите се главниот инструмент преку кој гласачите можат да остварат влијание врз јавната политика. Кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМН ќе ја вратат довербата на граѓаните. Диаметрално спротивни, посветено и честно ќе ги водат општините во следниот 4-годишен мандат. Време е за промени, време е за напреден локален напредок и просперитет. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Председателот Христијан Мицкоски традиционално ќе биде присутен во Струшко ташмаруништа. Пендаровски со овој потек ја менува 30 годишната традиција на прославата за Илинден. Но кога некој човек нема визија за Република Македонија, не може ни да очекувате дека ќе има што да каже. И затоа ова е резултатот. Навистина сме изненадени и ова е срамен и недржавнички потек. Благодарам.